Значи, берзата треба да биде следен чекор каде што они ќе привлечат нови средства. За да ги привлечат тие средства, нормално секоја трансформација на друштво од ДО, ВАДЕ, секоја емисија на нови хартии од вредност се трошоци. Ниедна компанија не би била спремна да си, да кажам, игра со таа ситуација, ајде сега ќе излезам на берза па да видам што ќе биде, дали ќе ме сакаат или нема да ме сакаат, дали ќе ми се купува акцијата или нема да се купува. Затоа тука се многу битни банките во улога на андеррајтери, односно подпишувачи, значи да гарантираат некоја минимална сума која што би се заработила, со која што би ја привлекла компанијата да излезе на берза. Значи да се загарантира некој флор, значи минимум кој што банката ќе гарантира, не викаме дека трајно, меѓутоа тие договори обично за андеррајтерство се дека банката ќе ги откупи сите акции во минимум година дена трајност. Значи после таа година дена доколку не се најдат инвеститори, односно доколку надворешниот пазар, надворешните инвеститори не најдат желба да ги купат тие акции од компанијата, тогаш компанијата би си ги откупила назад од банките. Меѓутоа верувајте дека ние кога ги водевме тие разговори со банките, од 7 банки кои што контактиравме, само една беше спремна со некои услови да настапи како андеррајтер. И тие услови, пак ќе кажам, не беа ефтини, значи компанијата имаше значителни трошоци за сето тоа да го спроведе емисијата, да ја спроведе емисијата на хартија од вредност. И тоа беше и, да кажам, еден од главните фактори зашто тоа не се случи. Меѓутоа, ние веруваме дека како се развива, се најавува веќе излез од економската криза, дека инвеститорите се поспремни да инвестираат како во приватни, така и во јавни компании. Веруваме дека набрзо, дали со постоечките компании, дали со некој што наредно ќе инвестираме во нив, веруваме дека и ние ќе имаме таква некоја успешна приказна за излез преку берза. Што се однесува до менаџерите, вашата втора прашање, значи менаџерите на македонските компании не се затворени на таа опција. Зашто? Повеќе компании, како што кажа и професор Кирил, значи тие што се задолжени, обврзани да известуваат, да даваат информации, може да се случи многу лесно да, не знам, направат некој лапсус, дадат неточни извештаи, значи нема таа евиденција како што би била задоволителна на ниво да презентираш извештај на берза. Верувајте, дали 20% и 30% од македонските компании имаат ревизорски извештаи, што е задолжително за некој акционер, затоа што инвеститор што настапува на берза не знае ништо за компанијата, што знае од јавноста и од пријатели и од било што, меѓутоа главната одлука ќе ја донесе врз тие податоци што ги гледа, значи ревизорските извештаи. Затоа тука треба да се воведе сега и задолжително, мислам да се направи ревизорски извештај, меѓутоа над одреден критериум, значи малите фирми се уште немаат задолжение да прават ревизорски извештаи, се прават како што им одговара со локално сметководство, со некои куќи се договарат. Значи многу битно е секоја фирма да оди кон таа транспарентност, значи не зборам само за инвеститори, и за себе е тоа добро. Значи тоа е една подготовка. Сега кога инвестира во компанија, значи ние ги правиме сите тие процеси воведување, значи дали треба да се воведе нов систем на информирање, дали треба нов ERP софтвер да се воведе компанијата, се делегираат луѓе да се прават, се креираат извештаи кои се за акционери, односно шерхолдери, кај што се кај нас нема акционери. Меѓутоа, ние ги спремаме компаниите за таа можност. Значи, верувајте, сите компании каде што е сеав инвеститор, да решиме дека за еден месец треба да се излезе на берза, сите тие се спремни. Меѓутоа, тоа се многу мал дел компании кои што се спремни да излезат на берза. Значи, за да можат и компаниите, останатите каде што сеав или друг инвеститор не е присутен, да можат они да излезат на берза, треба еден подолг период на спремање интерно во компанијата. Значи, да се воведат процеси, некои што ќе бидат нормален тек на работите. Значи, сега имаат известување, меѓутоа сето тоа е за индивидуални потреби. Ниедна од тие компании не е спремна на инвеститор да му даде некој извештај кој што него ќе му биде битен. Значи, они ќе му дадат главните извештаи со билансна состојба, билансна успех. Меѓутоа, тие податоци нешто кажуваат, меѓутоа не ги кажуваат сите тие информации кои што му се потребни на еден инвеститор да одлучи дали да инвестира или да не инвестира во таа компанија. Како што кажавме и за плановите за развој. Значи, секоја компанија треба да има стриктно одреден план што ќе прави со новите средства.
Зашто ја прави таа емисија? За да има средства на сметка да стојат, тоа е нецелисходно користење. И инвеститор никогаш нема да вложи во таа компанија затоа што нема да му се оплодат со тој принос што очекува. Значи, доколку има компанијата зацртано дека ќе вложува нова производна линија, па достави бизнис план дека таа производна линија ќе ги донесе тие резултати, тогаш инвеститорот ќе го заинтригира нешто да инвестира. Затоа е тоа, тие компании кои што се очекува некои новите што би биле, да кажеме, на бирзата, кои што би допринеле повисок раст на тргувањето на бирзата, меѓутоа и повисок принос за акционерите. Овие што се blue chip компании на бирзата, значи тие што се стабилни, тие се знае дека се имаат некој гарантиран принос од 10 до 15% на годишно ниво. Секој инвеститор ќе си одреди еден дел на средства што се алоцирани во тие компании кои што ќе му биде сигурен, меѓутоа верувајте, секој инвеститор сака и нешто повеќе, значи сака со одреден дел од средствата да проба да инвестира во нешто ново и да создаде некој повисок поврат, доколку успее нормално. Сега тука има и ризик, но повисок ризик. Меѓутоа, главна цел, значи, на емисијата на харти од вредност за било која компанија е прибирањето на средства. Затоа треба да се едуцираат и компаниите. Јас верувам дека и голем дел од компаниите и не ги знаат точно сите тие детали како они можат да котираат на бирза и што се треба да имаат за да се припремат да котираат на бирза и да привлечат нов капитал на средства. Така да мислам дека и голем дел напор треба да се вложи во едукација на компаниите, дали преку конференции, дали преку различни обуки, индивидуални или на глобално ниво, значи треба да се изврши едукација и на компаниите. Тоа е накратко наше гледиште, да кажам. Благодарам. Ви благодарам на дискусијата и да ги пренесовте перцепцијата на компаниите како гледаат на пазарот на капитал. И тука има и представници на банките во однос на прашањето што го покренавте, зашто не гарантираат одреден дел, па Екатерина Нонкуловска е од Стопанска банка, ќе може да ни каже како гледаат на банките и посебно зашто каде ги гледате причините што нема нови емисии на акции меѓу другото. Благодарам. Благодарам. Па не би се повторувала за оно што колегите го спомнуваат, евроинтеграциите, интеграцијата, па натаму регионалната интеграција на бирзите, со мала напомена дека би требало тука и законот за девизно работење да се либерализира, односно да дозволи на резидентите на Република Македонија да можат да инвестираат во странство, иако имаш измени сега неодамна. Тие измени не го вклучија и овој момент. И не би се повторувала околу транспарентноста на компаниите, која што е замерка генерално и на странските инвеститори, не само наша, голема замерка и на странските инвеститори со кои што имаме контакти, кои што се наши клиенти. Најголемиот проблем во изминативе години не е толку падот на, не го гледам во падот на цените толку, бидејќи се достигнаа некои неразумни високи нивоа, релито во што се случуваше од 2005 до 2007 и резултираше со пикот во август 2007 година. Ни укажа на тоа дека многу голем број од компаниите беа преценети и беше неминовна корекција на едно такво движење. Корекција која што потоа премина во тренд, во надолен тренд, подхрането со кризата, подхрането со потребата за ликвидни, значи свежи пари на странските инвеститори кои што овде беа влезени и влијае на поголемувањето на цените, кои што да ги вратат, односно да направат репатријација дома. Најголем удар за нас како ФЕЛА, бидејќи доаѓам од Дирекција за работа со харти од вредност, говорам и во името на брокерските куќи, е намалувањето на ликвидноста. И она што итно и многу битно и треба на македонската берза е зголемување на ликвидноста. Тој пат од 70% на прометот, на обемот на тргување е голем удар и голем шок, како за брокерските куќи, така и за инвеститорите. Значи не говорам дека ликвидноста е потребна како императив на брокерските куќи да го оправдат своето рентабилно работење, меѓутоа тоа е и еден императив да влезат странски инвеститори, бидејќи странските инвеститори бараат тргуваат со институционалните странски инвеститори тргуваат со поголеми волумени. Ова е еден исклучително плиток пазар каде што со 5 акции од една голема компанија може дневно да флуктуира цената дојде горе или доле многу лесно. Тоа е одлика на еден исклучително плиток пазар.
И тоа е негативна одлика која што освен нетранспарентноста на компаниите, нашите странски клиенти ја гледаат како најголема пречка недостатокот на ликвидност. И сега како би се зголемила таа ликвидност, пак би говорела, нема да се повторувам колегите тоа што би го споменале од својот аспект на работа, меѓутоа би се задржала на некои технички моменти кои што не засегаат нас како фела. Тоа е, еве на пример, ке поврзам пак со можноста странски инвеститори да влезат и да излезат лесно на пазарот, барат по големи количини, куповни или продажни, во зависност од тоа што сакаат да го направат. Се работеше изминатиот период на берзата, веќе долг период работи на таа можност, бевме вклучени неодамна и брокерските куќи, банките на изготвување на еден нов правилник за појава, односно воведување на маркетмејкерство на македонската берза, што би ја подигнало ликвидноста. Тој правилник вклучува да можеме да, како маркет мейкери, поголемите, односно тие што се подготвени брокерски куќи или банки да настапат и на страната на понудата и на страната на побарувачката. На FX пазарот во Македонија, меѓумакарскиот, тоа се случува. Има маркет мейкери. На сличен принцип би функционирало и на пазарот на капитал, тоест на македонската берза во случајов, со тоа што ќе се јави институцијата и како купувач и како продавач со солидна количина, што ќе овозможи пак на странските институционални инвеститори и останатите инвеститори во земјата да можат лесно да влезат или да излезат, бидејќи сега на одредена хартија дури да сакаат да влезат немаат понуда. Се случува да нема понуда многу често. Така што тоа би била и одлика на еден пазар да се менува, прогресивен, да има развој, да се воведе некоја новина како што е ова. Во Србија тоа е присутно и функционира. Така да, кога би се споредиле со некој кој што ни е рамо до рамо, ете еден пример. Втора работа би било воведување на нови инструменти на тргување, бидејќи сметам дека тргуваме само со базични, најбазични инструменти, должнички, собственички, кои што, еве, благодарение на врзниците и новите емисии, последната емисија пред месец дена, доста значително влијаат врзниците, например, на прометот и, да речеме, на некој начин ја подобруваат ликвидноста. Меѓутоа, неопходно е како и за маркетмејкерството истото, да се развиваме, односно да прогресивно да се воведуваат и нови инструменти на тргување. Можности за тргување со опции, деривативи, значи, репо договори, бидејќи репо имаме на меѓубанкарскиот пазар, каде што краткорочните харти од вредност се користат како залог во репо договорот, а кај нас би можеле да се користат нормално долгорочните харти од вредност. Понатаму, општинските обврзници, имаше пред неколку месеци на средба на таа тема и неколку општини има добиено и рейтинг, меѓународен рейтинг. Тоа е голем плюс и можност да они тоа го прават, тоа е веќе редовна работа во развиените земји и тоа на тој начин на финансирање би требало да се осврнат и општините. Тоа е интересен начин на финансирање. Понатаму, позајмувањето на харти од вредност, како напомена кон централниот депозитар. Таквата можност да се развие, да се разработи, тоа е една нова перспектива. Тоа во странство исто така се случува на многу разработено ниво. Трета работа што би била битна од наш аспект, од нашата фела, е тоа да се помине и втората обука на инвестициони советници. Неедуцираноста на населението, кој што споменавте предходно, многу битна работа и пречка кај нашиот, особено кај граѓаните, кои што не знаеа што им се случи под пикот во 2007 година. Не се прашуваа кога почнуваат да инвестираат зошто го прават тоа, се прашува што се случи по пикот 2007 и беа затечени, каде ги изгубија парите. А кога инвестира и кога прашуваа од тие околу нив што чуле дека инвестираат, не се запрашува на која основа го прават тоа, од кои причини, дали имаше тоа некаква подлога и некакво истражување или анализа. Треба културата и начинот на размислување на населението да оди во таа насока и ние да го промовираме како брокерски куќи, претпоставувам. Тоа е наша задача, инвестиционото советување, портфолио менаџирањето, значи асет менеджментот, пазарните аналитичари скоречно да го добијат своето место како тоа што функционира на развиените пазари.